Ни представува денеска чест и задоволство што заедно со министерот за транспорт Сугарески сме присутни на прославување на 70 годишнината од постоењето, значи јубилеот на Градежниот факултет во Скопје. Градежниот факултет е една од клучните образовни институции кои што влијаат врз практично целокупното градежништво во државата. Градежништвото е еден од столбовите на економскиот развој во државата, поттаму е јасно и значењето кое е на Градежниот факултет. Таму се образуваат кадри кои што треба да ги имплементираат проектите и тоа во делот пред се од дизајн, ревизија, па се до имплементација и надзор. Колку подобри кадри ќе имаме на Градежниот факултет, толку подобро ќе ги реализираме сите и капитални инвестиции, сите инфраструктурни инвестиции во нашата држава, сите проекти кои што се во делот на инфраструктурата, и оттаму е предизвик да овој факултет биде колку што е можно подобар. За жал можам да кажам дека во последните 15 години образованието континуирано го девастиравме и од тука поведовме една иницијатива на влада која што произлезе од мојот кабинет, а заедно со сите останати министерства кои што се релевантни за подобрување на квалитетот пред се на техничките факултети, и ќе работиме значи посветено во наредните неколку месеци да овозможиме да техничките факултети го подигнат својот капацитет, бидејќи доколку сакаме здрава економија во државата, таа во нашата држава се базира врз база на индустрија, градежништво и земјоделие, значи мораме да имаме добри едуцирани кадри во оваа област. Радосни сме што имаме одлична соработка со Градежниот факултет и посакуваме уште многу години да извадат многу добри генерации, а ние како влада ќе се потрудиме да направиме све што е во наша моќ да го подигнеме нивниот капацитет. Практично го обележуваме првиот час кој што е одржан пред 70 години на Техничкиот факултет во Скопје, кој што бил во тој момент составен само од два оддели, градежништво и архитектура. Во меѓувреме поминале 70 генерации на нашиот факултет. Нашето најголемо богатство се практично околу 7000 завршени студенти на сите студиски циклуси во овие изминати 70 години. Среќни сме што сме тука во друштво на пријатели, во друштво на високи гости, кои што воедно ги поздравуваме, а ве поздравуваме и вас како медиум. Имаме доста гости, тие гости се резултат на нашата соработка, претежно на научно поле, кој што имаме во изминативе овие 70 години, а тука имаме и голем број на пријатели од стопанството, да се градежни компании со кои што ние несебично соработуваме веќе подолг период. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, со вице-премиерот Ангјучев сме дојдени тука да го помогнеме, да го одбележиме, да го честитаме овој јубилеј на Градежен факултет. Како ресорен министер сакам да кажам дека имаме огромна соработка. Градежниот факултет е практично поврзан со работата на министерството по повеќе основи и во делот на оно што беше претходно споменато и на ревизии, меѓутоа се разбира и во изготвувањето на законските решенија кои што се работат во моментот, кои или се во подготовка или се во владата или се во собранието, така да се надевам дека и во натамошниот период уште многу години ќе соработуваме, ќе продолжи таа соработка, но се разбира, сакам да потенцирам дека градежништвото е еден од оние области, оние гранки кои што се во значителен дел на БДП, алфајќаат голем дел на работници во нашата држава. Треба дека тоа само ќе се зголемува во натамошниот период, бидејќи стварно динамиката на која што последниве 2 години се зголемува во делот на изградбата по било кој основна инфраструктура, навистина е за поздравување. Очекувањата наши се дека и во 2020 година уште со поголема динамика ќе имаме прогрес на сериозни активности во делот на патната, железничката инфраструктура, во делот на гасификацијата. И навистина сакам уште еднаш да го честитам овој јубилеј и да се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и многу години понатаму. Ајде деканот едно прашање на темата. Кажете ми, стравувате ли од одливот на млади кадри, односно на студенти од вашиот факултет со оглед на подобрите услови за студирање и за живеачка во странство? Ете, тоа е интересна тема за која што многу се дискутира и во последно време и така натаму. Како граѓани на нашата држава стравувам од општиот тој одлив на мозоци. Од друга страна, горд сум што нашите стручњаци кои ќе заминат во странство имаат признаени дипломи и може да работат и ние се гордееме со нив. Така да ние правиме се што е можно да ги задржиме тие млади луѓе тука, но знаете како е, современието отвара нови можности, нови патувања. Тие патувања всушност започнуваат уште во студентските денови со размените кои што ги имаме,
а потоа кога ќе се отворат видиците, младите луѓе не може да се сопрат. Наша мисија е да ги добро едуцираме во секој случај. Вице-премиере, државата доволно ли прави досега за идните студенти да останат во сопствената земја? Бидејќи знаеме, сведоци сме дека примањата се тие какви што се. Видете, значи, проблемот за одлив на млади стручни кадри не е проблем само на нашата држава, тоа е проблем на целиот регион. И она што може државата да го направи е да им обезбеди колку што може подобри услови за живот на тие млади луѓе, а подобри услови за живот од еден дел се значи подобри лични примања. И мислам дека пазарот на трудот си го прави своето. Вие денеска тешко можете да најдете градежен инженер солиден, а да при тоа не го платите добро. Јас тоа го знам и од искуство, го знам и од соработка со сите градежни компании. Мислам дека поготово на градежните инженери платите рапидно растат и тоа е само еден од условите, односно предусловите да тие млади луѓе си ја најдат иднината во нашата држава. Се разбира, треба да имаат и подобар амбиент, треба да имаат и стабилна држава, треба да имаат и добар здравствен систем, значи целокупниот амбиент во државата. Мислам дека нема подобар начин да ги задржиме во нашата држава од тоа да им гарантираме стабилна држава, а стабилна држава можеме да бидеме ние како мала држава во срцето на Балканот, само ако сме дел од големото европско семејство. И мислам дека оваа влада прави се во таа насока, се разбира секогаш може повеќе и се разбира дека можеби тоа на секого му изгледа дека е споро или дека може да се направи побрзо, но се што е добро, треба малце време за да се покаже, а фактите покажуваат дека платите пораснаа 10% на нето основа во последните 2 години во сите сектори, а јас ви гарантирам во делот на инженерските кадри тие пораснаа многу повеќе.